Секоја среда во 9 часот со доктор Крста Маљановски разговараме за хармонијата во семејството и брачната заедница во емисијата Живот на Радио Слободна Македонија. Добро утро. Пред новогодишно издание на Живот, последно во оваа 2015 на фреквенциите на Радио Слободна Македонија со доктор Маљановски. Добре дојдовте. Како сте? Добро, да. Пред новогодишно расположение, па затоа ќе зборуваме за убавите работи од оваа 2015 година. Понекогаш имавме теми што беа така малку почувствителни, што може би ете и да ги погодат вистински нашите слушатели, но ето сето тоа беше со цел да помогнеме да се стори нешто подобро во оваа насока. Денешната наша тема е ќе проговориме за проектите и измените во Законот на Министерството за труд и социјала. Што ќе одберете еве како хајлајт на оваа 2015? Па како јас во овој момент би ја истакнал на вистина огромниот проект за зголемување на бројот на градинките на територијата на Република Македонија, кој во минатото беше на вистина опфатот на децата беше релативно мал. Со трендот на зголемување продолживме интензивно и оваа година со дозволите за отварање на приватни градинки и на вистина овој процентот рапидно скокна и сега се движи да околу 26% од вкупниот број на деца, значи кои посетуваат градинки. Овој тренд се надеваме дека ќе продолжи и понатаму. Дозволите за отворање на приватни градинки се релативно лесно се добиваат, нормално со исполнување на условите за отварање на градинки. Како што и рековте во воведот на емисијата, имаме доста измени во законите и глобално би ги поделиле на измени во Законот за детска заштита и Законот за социјална заштита. Би сакал да истекнам измената која на вистина придонесе за огромно популаризација, односно олеснување на децата кои се со хендикеп, односно зголемување на за 25% на износот на посебниот додаток на родители, самохрани родители, како и родители кои земаат социјална помош и постојана парична помош. Овој износ сега е негде околу 6700 денари по дете, така да тоа го истакнувам како една од значајните придобивки на овој закон. Исто така, на 16.2.2015 година отворивме можност за правно вклучување на градинките, односно правните субјекти за отворање можност за во правните субјекти да се отворат градинки. Тоа значи дека овој тренд исто така ќе продолжи, како што можеби во јавноста гледате, значи во факултетите, во некои од приватните поголеми акционерски друштва постои реална можност да се отворат градинки кои за своите вработени, како и за околината. Ќе се обидеме на секој начин да продолжи и за 2016 година, затоа што сметаме дека и покрај релативно ефтиниот износ за партиципација во градинките ќе овозможиме да конкуренцијата се направи своето, да приватните градинки некоја реална сума на пари заработуваат за однос на децата. Поделивме, значи, во измените што се случија за детската заштита, измените во Законот за социјална заштита, имаме и активности на Инспекторатот за труд и социјала и во пензиско-инвалидскиот сектор. Па еве да слушнеме за измените во Законот за социјалната заштита. Да. Како што напоменав, има бројни измени, јас би ги истакнал само најбитните, најглавните што би се рекло. Тоа е зголемувањето на социјалната помош за 5% и најавата, односно донесувањето и правилник за ова зголемување да важи исто така и од 1.5 во 2016 година. Значи, за оваа година беше зголемен износот за 5% и идната година ќе биде исто така зголемен за 5%. Понатаму се го зголемивме и покажа една доместока за згрижување за 25%. Особено ја истакнувам оваа форма на згрижување на деца и популаризацијата и проектите што се во врска со нејзе, заради тоа што во тек се сите процеси на деинституционализација.
Децата од огромните институции на системот сакаме да ги приближиме се повеќе и повеќе во на некое природно семејство. Згрижувачките семејства многу наликуваат на тоа. Тоа е светски тренд. Да немаме мегаломански големи институции, туку да имаме згрижувачки семејства, добро обучени, лиценцирани, каде што би се згрижувале деца со посебни потреби, деца со без родители и родителска грижа, и деца со воспитно-социјални проблеми, деца со хендикеп и така. Сметаме дека оваа форма на згрижување треба и да продолжи понатаму. Нормално со зголемување на партиципацијата, односно учеството на државата во одгледувањето на овие деца. Овој процес на деинституционализација ги зафаќа сите институции, почнувајќи од Заводот Демир Капија, 11 октомври Домот за дојнички и мали деца Битола, така да во овие институции на вистина останат оние деца кои не би можеле да бидат сместени во згрижувачки семејства, односно деца со потежок хендикеп, деца каде што правно не се регулирани нивните релации со нивните прави родители и некои други кои во моментот и престојуваат. Ние, да, на оваа тема посветивме и 2 емисии, 2 изданија од живот, така да мислам дека за сега се доволно информирани нашите слушатели, меѓутоа со тенденција. Ја исто така би сакал да истекнам уште едно дополнување на законот социјална заштита, каде што дојде до ослободување од царина и рефундирање на средствата за лица на кои им се одземени долните екстремитети. Така да односно во купувањето на возила. Оваа форма навистина и оваа можност навистина се користи, така да после купувањето на возилото, плаќањето на средствата за царина и за оние давачки, огромен дел од средствата се враќаат на овие лица на кои превозот им е апсолутно неопходен. Овие возила релативно поевтино коштат, меѓутоа во секој случај како можност е овозможено исто така. Добра. Околу активностите, ако завршивме нели со законот за измените во законот за социјална заштита, тоа беше од прилика. Да, од прилика е тоа, меѓутоа јас би сакал исто така да истакнам дека во однос на перманентните активности, тоа е од прилика за окружување на системот на отварање на дневни центри за деца со посебни потреби, лица со посебни потреби. Така да можам слободно да кажам дека скоро сите градови во Република Македонија, поголеми градови сигурно, имаат формирано дневни центри за деца со посебни потреби, форма на заштита која навистина изворедно функционира. Во завршна фаза сме на формирањето на третиот дневен центар за деца со аутизам. Планираме отварање на дневни центри за деца со Даунов синдром. Значи имаме 2 центри за аутизам отворени во Скопје и во Штип и третиот многу брзо во 2016 ќе биде отворен. И сите активности течат во тој правец да овој систем биде заокружен. На кој начин? Со добра обука на вработените, како дијагностичка, така и тераписка. Вработените во овие дневни центри и моментално се обучуваат, така да и придобивките ќе ги видиме многу брзо. Најскоро. Да, ќе продолжиме сега секако со активностите на инспекторатот за труд и социјала. Што беше преземено или можеби што ќе биде најново во новата година? Така, еден од сегментите на Министерството за труд и социјална политика е секако Државниот инспекторат за труд, кој е постојано на терен, постојано следи состојбата со вработувањето на лицата кои се вработени во најразлични организации, државни како и приватни. Постојано следи нивниот начин на вработување и можностите за вработување. Се следи дали вработувањата се регуларни, дали се плаќаат прековременото работно време, во врска со повредите на работа, перманентно се исто така во организациите. Исто така, едно од активностите е следењето на законот за пушење по објектите и угостителските најчесто. Така да постојано имаме контакт со инспекторатот за труд. Значајни акции за подобрување во секој случај за регулативата и законската регулатива на лицата кои се вработени. Во овој момент ја би сакал да истекнам исто така
перманентната работа, односно на системот на пензиско-инвалидски, на фондот за пензиско-инвалидски додатоци, каде што секој човек во државата може преку интернет системот да провери големината на работниот стаж и сите оние недостатоци, евентуални недостатоци за време на неговото работење. Ќе позборуваме секако и за сето она што ве очекува како активност, како проект, како план или за новата 2016 година, но еве сега да заокружиме пред новогодишно. Имаше ли некои проекти, некои изненадувања за сите оние што едноставно не може да стаса до некоја новогодишна радост, така да кажем? Министерството, како што вие гледате, голем број на донатори со најразлични подароци сакаат да им ги честитаат новогодишните празници на овие ранливи групи на граѓани во нашата држава. Радува фактот што бројот на корисници на социјална помош паѓа. Од анализите што се направени, очигледно тоа се работоспособни луѓе се вработуваат. Оваа бројка од негде пред 5-6 години која се движеше над 60.000 носители, во овој момент е 30.000. Тоа радува. За половината. Тоа радува. Тоа радува и тоа многу. Секоја среда во 9 часот со доктор Крста Маљановски разговараме за хармонијата во семејството и брачната заедница во емисијата Живот на Радио Слободна Македонија. На Радио Слободна Македонија сме во ова предновогодишно издание на Живот со доктор Маљановски. Зборуваме за сите активности за оваа 2015 што ги преземе и заврши Министерството за труд и социјала. На 1.1.2015 стапи на сила Законот за семејно насилство. Да, има еден јавен број за пријавување секако заедно против семејното насилство 15.700. Па како поминува 2015 во однос на ова? Многу сме задоволни што стапи овој закон во сила, од причина што е навистина современ закон. Закон кој дефинитивно ги скратува роковите за действување на институциите, на системите во однос на семејното наследство. Ние посветивме една или две емисии во врска со семејното наследство, меѓутоа никогаш не е доцна да апелираме за пријавување на семејното наследство. Како што го спомнавте, тоа е бесплатниот број за пријавување. Македонија, ситуацијата со пријавувањето, односно со феноменолошките карактеристики на семејното наследство не е загрижувачка, меѓутоа во секој случај би требало да се пријавува. Свесни сме дека темната бројка на семејното наследство е голема. Не се пријавува од многу причини, од многу различни причини, пред се економски. Најчесто жртва на семејното наследство се жените. Ја само набројувам неколку сегменти од овој закон. Законот бара брзо реагирање, отстранување на сторителот на семејното наследство од домот во кој го направил. Згрижување на жртвата и децата кои најчесто се присутни во случувањето со семејно наследство и кои оставаат длабоки траги во нивниот физички и психички развој. Јас би сакал исто така да кажам дека казните се ригорозни. Постапката е многу брза пред судовите. Кога целата документација ќе се спреми за месец дена мора да се донесе пресуда или заштитна мерка. Тие заштитни мерки мора да се почитуваат. Во случај да не се почитуваат, на предлог на центрите за социјална работа се ефектуираат во ефективни затворски казни. Така да добивме еден закон кој е многу сличен на скоро сите западни цивилизирани закони, каде што дефинитивно сакаме да ја заштитиме жената. Исто така и другите членови. Неспорно е појавата на злоставување на постарите членови на семејството. Перманентно во медиумите се прикажуваат навистина случувања кои не се достојни на човекот. Жената не смее да трпи наследство. Зборувам најчесто жената која е предмет на семејното наследство. Меѓутоа, велами целосно овој систем би сакала да не функционира безпрекорно. Во контекст на ова, сакам посебно да истакнам отварањето на предбрачните и брачните советувалишта. На територијата на Република Македонија, скоро во сите центри, во попладневните часови, може без никакво најавување
може би со закажување, негде каде што е фреквенцијата поголема, да брачните партнери отидат и поразговараат со стручни, квалификувани лица баш за оваа проблематика. Ние сме во сите себества не владее некаква хармонија. Чудно е, иако владее хармонија, да се истакнува таа хармонија. Секаде има проблеми, некаде помалку, некаде повеќе. Во овие советувалишта свесни сме дека би требало и апелираме да луѓе ги посетуваат пред да направат некој потежок чекор, односно да поведат бракоразводна парница или да се случува семејното наследство. Во секој случај децата би требало да бидат заштитени, односно во советувалиштата да бидат предупредени за сите понатамошни чекори што ќе се случуваат во нивниот живот. Така, и веќе споменеме во кои се градови ги има. Охрид, Кичево, Свети Николе, Битола, Скопје, Куманово, Гостивар, Кавадарци, Прилеп, Велес, Неготино, Кочани, Радови, Шресен, Гевгелија, Штип, Виница, Тетово, Берово, Струмица, Крива Паланка, Дебар, а од оваа 2015-та уште и во Пробештип, Делчево, Струга, Кратово, Валандово, Македонски Брод, Крушево и Демирхисар. Да, може би, значи секако нашите слушатели не знаат, работат во 2 смени со цел да бидат достапни за очигледно така. И услугата е бесплатна. Апсолутно, значи не треба ни да се легитимираат, не бараме, значи идентификација. Бројките го потврдуваат и го афирмираат постоењето на предбрачните и брачните советувалишта. Зошто го зборувам ова? Веќе неколку години бројот на разводи се движи околу истата бројка на територијата на нашата држава. За разлика од останатите држави, каде што перманентно расте бројот на разводи, кај нас оваа бројка да кажеме дека е разумна. Ние сме свесни во какви времиња живееме, транзициони, каде што некои процеси од економска природа не се завршени. Меѓутоа свесни сме промена на карактерите на луѓето. Новите технологии донесоа нови лица и нови личности, каде што може би се и причините за некои трендови на промена на брачните заедници, кои дел од луѓето не може да ги совладаат и доаѓа до раскид на овие брачни заедници. Така, ево уште една убава новина што може би не ја знаеа нашите слушатели. Што ќе биде следно во новата 2016-та? Да, ја би сакал да продолжи, велам, трендот првенствено на отварањето на градинките и опфатот на што е можно поголем број на деца во овие градинки. Зборувам за приватните градинки. Министерството за труд и социјална политика се обидува на секој начин да овозможи во соработка со локалните самоуправи на градовите каде што барањето за згрижување на деца во градинките е поголемо и поизразито, да најде други форми, во рамки на некои други објекти, во рамки на школи, да се најдат простори каде што би можело да бидат отворени некои подрачни единици. Исто така во трендот на деинституционализација. Тоа е светски тренд и тука ние не смееме да застанеме. Знаеме дека е тешко, знаеме дека би требало да ги веројатно во блиска и да ги професионализираме згрижувачките семејства, да најдеме соодветни луѓе кои ќе се згрижат за овие наши деца, заради тоа што судбината на тие деца ја ставаме во нивни раце. Би сакале да посебно обрнеме внимание на лицата со хендикеп, дали и за возрастните и за децата, да продолжи интензивната прилагодување на легислативата за овие лица. Задоволни сме за еден мал чекор, меѓутоа многу значаен, пристапноста. Веќе да скоро немаме установа и институција, па дури некои од поголемите индустријски капацитети каде што пристапноста не е запазена. Вработувањето исто така би сакале да го истакнеме за овие лица со хендикеп. Да правивме многу напори со огромен конкурс од 300 вработени, да го смалиме овој притисок од страна овие деца, затоа што секој има право на вработување.
За сега ви благодарам што бевте дел нели од живот наш гостин во оваа 2015-та. Се слушаме повторно во новата година. Така, ја би сакал да го честитам, да им ги честитам многогодишните празници на сите на ваши слушатели и следната година да имаме што е можно помалку проблеми, да имаме малку посреќен живот во секој случај. Ви благодарам уште еднаш. Бевме заедно во живот на фреквенциите на Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија, уредник и водител Рашела Гинова Карафиловски. Датум на емитување 30 декември 2015, техничка реализација Владимир Дамјановски, продукција Радио Слободна Македонија. До слушање. Секоја среда во 9 часот со доктор Крстен Маљановски разговараме за хармонијата во семејството и брачната заедница во емисијата Живот на Радио Слободна Македонија. Што сакаш за нова година? Можеби нов автомобил, пари или кариера? За овие материјални желби обиди се со упорност, истрајност и ќе те следи среќа. Но здравјето, љубовта, пријателството е она што јас вистински ти го посакувам. Твојот пријател, Радио Слободна Македонија.